Повеќе Европа во Македонија и повеќе Македонија во Европа. Вака министерот за надворешни Антонио Милушовски ја поздрави одлуката за симнување на визниот режим. Македонскиот премиер Никола Груевски неколку часа по објавувањето на одлуката и се обрати на нацијата, во која ја поздрави истата и рече дека со овој чекор македонските граѓани се приближуваат до идејата на Европа за слободно движење на луѓе, услуги, стоки и капитал и до придобивките за европската идеја. Во овие вести директно пред владата со премиерот Груевски разговара Елизабета Галевска. Бети? Да. Добрата вест од Брисел е што ја соопшти еврокомесарите Баро и Рен дека Македонија, Србија и Црнагора од почетокот на наредната година, односно македонските, српските и црногорските граѓани во земјите на Шенген зоната ќе патуваат без визи. Чекор, односно одлука која што и власта и опозицијата денеска ја протолкува како историски чин и како победа за сите во Македонија и за македонските граѓани. Господине Груевски, и вие ја поделивте таа оценка. Да, и ние имавме еден краток прес со обраќање до граѓаните. Се чувствуваме многу задоволно, срекно. Денеска го имам истото чувство како кога дипломирав. Многу труд, многу работа, многу посветеност и на крајот тоа ја круната. На денот на круната не правиш ништо посебно, нели, на дипломска нема нешто посебно, се е преходно завршено, трудот е предаден, прегледан, повеќе или помалку формално се работите, меѓутоа си многу среќен. Најсреќен си од било кога до тога, така и денеска беше големо задоволство да се слушне пресконференцијата од Брисел и да се даде фаворизација на целиот труд на сите луѓе кои што до сега дадоа некаков допринос. Не само министрите, замениците, државните секретари, туку и администрацијата и секој граѓанин во Македонија што на некој начин помогна, вклучувајќи ги оние што ја поддржа оваа политичка опција за да може да го направи ова во овие 3 години. Ние пред 3 години кога почнавме, речиси немаше практично ништо направено во овој правец, многу малку нешто имаше започнато ситно, но далеку од она што беше потребно. И навистина имаше многу седници, многу работа, многу договори, многу сати потрошени, многу енергија вложена. Дојдовме до ова и благодарност до сите што се вклучија. Сега се надеваме да дојде до реализацијата во 2010 година. Практично со новите биометриски пасоши македонските граѓани од 1 јануари најверојатно така ќе биде или во првото тримесечје од 2010 ќе патуваат во земјите од Шенген зоната слободно. Самиот представник на Унијата Хавиер Солана вчера во Скопје кажа дека Македонија е лидер во овој процес, во процесот на визната либерализација, дека Македонија практично сите земји од регионот се подеднакво се евалуирани според својот сопствен напредок и дека во тој процес Македонија предничи, но не донесе Хавиер Солана датум за преговори, порача дека практично реформите треба да продолжат. Дел од овие бенчмаркови што се исполнети, предпоставувам, за визната либерализација ќе придонесат и за натамошниот чекор кон на наша примерна цел датумот за преговори. Прво не беше целта на доаѓањето на Хавиер Солана да донесе датум за преговори, бидејќи не може да го направи тоа. Има одредени процедури кои што треба да се поминат, треба да се изготви извештајот за Македонија, да се објави некаде во октомври, па да го преземе комисијата, па таа да даде мислење, да го одобри тоа или да не го одобри, така што и не се ни очекуваше такво нешто од Хавиер Солана. Се разбира дека ова што сега го направивме за визната либерализација е дел од работите што треба да ги направиме и за добивање на датум за преговори, односно позитивен извештај. Тие се комплементарни, тие не се едни против други или неповрзани. Но се разбира исто така дека за позитивен извештај потребни се и други работи да ги направиме. Значи ова се дел од работите во одредени области, но за позитивен извештај потребно и во други области да има соодветен напредок и ние сме многу посветени на тоа. Ова ќе ни биде на некој начин и дополнителна мотивација да во наредниот период можеби ја дуплираме нашата енергија и да дојдеме до позитивен извештај на Европската унија некаде во октомври, што би било на некој начин еден вид препорака за добивање на датум за преговори и почеток на преговорите за полноправно членство. Практично визната либерализација еден стимул за тој процес и како што каже самиот Солана денеска во Котор, европската перспектива на регионот е отворена. Вчера ја пофали владата за справувањето со економската криза, бидејќи таа е криза која што ја зафаќа целата Унија. Да, тоа го имав и на средбата со него, тој разговор. Го имав тој горе-долу ги знае бројките со кои што Македонија го заврши првиот квартал, првите 5 месеци за она што го има и ги знае бројките за другите држави, за разлика од многу други во Македонија кои што не се занимаваат со таа работа. Солана е на таква позиција што има прегледноста на цела Европа и пошироко и добро знае што значат овие резултати во овој период кои што не се импресионирачки ако ги погледнеме од очите на 2007 или 2008 година, меѓутоа ако ги погледнеме од аговот на 2009 година, кога цела Европа и цел свет е во светска економска криза, овие резултати се едни од најмалку слабите. Значи,
Не можам да кажам силни, затоа што под силно подразбирам она што беше во 2007-2008, но сме во државите кои што на некој начин претрпуваат најмали штети од светската економска криза, зашто тој на некој начин не одаде признание и јавно кажувајќи го тоа пред целата македонска јавност на пресконференција. Зборувавме за кои мерки ги преземавме, на средбата му кажав какви мерки преземавме за да дојдеме до една ваква ситуација. Тој дури се чудеше како тоа на некој начин без соработка со ММФ сме го направиле. Но нашата цел е да се обидеме да во една самоодржувачка форма да ја одржиме економијата. Но уште еднаш повторувам, да не бидам погрешно сватен, ниту сакам да кажам дека економијата ни е кој знае каква во овој кризен период, ниту пак дека не може да биде подобра. Ова го кажам само од аспект доколку се споредиме со другите држави во ова време на светска економска криза, кои што имаат огромни падови, да речеме Словенија, која што често пати ја зимаме за позитивен пример, во првиот квартал има 8,5% пад. Ние имаме 0,9 пад. Хрватска има 6,7 пад. Германија има 6,5% пад. Повеќето други држави имаат, Србија 3,5%, мислам дека и Бугарија околу 3,4%. Ние сме меѓу 2-3 држави во Европа што има најмал пат и тоа него го импресионираше. Се распаша за економските политики, како ги теравме работите и потоа на пресконференција тоа го кажа. Втора работа за која што беше многу импресиониран беа реформите во образованието. Тоа не го кажа на пресот, меѓутоа во нашата среда беше импресионирани од тоа дека успеавме да направиме задолжително и бесплатно образование до 18 години, значи основно и средно училиште. Отворивме многу нови факултети, 2 нови универзитети. 85% од младите се запишуваат на универзитети. Тој кога слушаше тоа викаше навистина ова се импресионирачки податоци и гледано за после 10, 15, 20 години градите една многу силна перспектива, една многу силна база на силни индивидуи кои што ќе имаат голема количина на знаење и кои што ќе можат сами на пазарот на работна сила да се снаоѓаат многу подобро и тоа е одлична шанса за нив. Така што тоа беа теми кои што доста ги дискутиравме со него. Кога зборувавме за кризата, рецесијата што го зафати светот, земјите на Унијата, денеска токму шведскиот премиер, земјата председаваш со Унијата, кажа дека токму приоритет на Унијата ќе биде справувањето со економската криза, со рецесијата. Стравувате дека ова сигнал за тоа дека проширувањето би можело да биде во втор план, она за што ние сме најмногу заинтересирани? Знаете што, ниту досега проширувањето не е било во прв план во последните неколку години, повеќе години, ја би рекол. Никогаш проширувањето не е било во прв план и немојте да мислите дека во Европа ќе се импресионираат сите кога ќе слушнат дека ќе се прошири Европската унија со некоја држава. Понекогаш што има и товар на нив на некој начин. Јас ги разбирам. Имаат своји проблеми, економски проблеми, социјални проблеми. Проширувањето понекогаш им носи дополнителни трошоци, но наше е да сработиме максимум што се побара од нас, да направиме се што е во наше мог, да излеземе со аргументи и потоа со тие аргументи се обидуваме да одиме чекор понапред. Инаку, ако чекаме дека ќе дојде период кај што, не знам, едва ќе не чекаат и ќе бидат импресионирани од тоа што ќе не примат внатре, тешко дека ќе дојде таков период. Зборам за мнозинството таму. Инаку, ако секако дека има таму поединци или одредени групи кои што сакаат да го видат проширувањето, но генерално тоа го прават кога ќе ве видат доста подготвен, особено после некои искуства што ги има со дел од последните земји што влегува во Унијата, сега се многу предпазливи. Точно е дека се доста дефокусирани со економската криза, со Лисабонскиот договор не име дозавршен или референдумот во Ирска пропадна, ќе има нов референдум, во Чешка претседателот него потпишува актот на парламентот. Преокупирани се со тие работи, но наше е да си го сработиме нашето, како што за овој случај го сработивме нашето, и потоа да излегуваме со аргументи. Владата е многу посветена на тоа, наспроти многу критики од опозицијата, жестоки напади, клевети дека не ни интересира Европската унија, дека не работиме на тоа поле, дека дури намерно сме го правеле тоа за да не влеземе во Европската унија, но јавноста е тука да си процени кој ја говори вистината преку чекорите што ги правиме. Господине Груевски, ви благодарам за овој